Јас дори би посакал на сите вас, пошто последен пат се гледаме во 2011-та, срекна да не биде 2012-та и благословена пред се, че да биде година во која што ќе бидеме уште поблиски до Господа и уште повеќе со сета сила ќе трчаме и ќе се стремиме кон целта. Се знае која е нашата цел. Светот и луѓето во светот имаат некои други своји цели, меѓутоа ние имаме една цел. Затоа токму и ќе зборуваме денеска, знаете, последен ден од 2011-та, време кога се сведуваат сите сметки од цела година, знаете, и обично првите честитки што ќе ги добиете се од ЕВН, УЈП, ЈКП или некои други такви скратеници, знаете, сите ги сведуваат сметките. Верувам дека и ние ќе ги сведеме сметките, ќе видиме што сме добиле, што сме изгубиле оваа 2011 и како понатаму во 2012. Еве како размислува светот, баш изутринава читав на интернет изданието на Вестникот Вечер. Интересен наслов. Беше наслов, не се сеќавам како, меѓутоа околу 2012. Знаете, 2012 е позната како, може би викаат, последна година. 21.12.2012 е означа како датум според календарот на мајите, како ден кога ќе пропадне светот. Како прво би кажал дека е престапна година, тоа беше наведено таму, значи има 366 дена, за разлика од другите, и советуваат оние кои што се спремаат случајно за брак, да не склопуваат брак во престапна година, оти многу брзо ќе крахира, веројатно, бракот така. Суеверие, невидено, мислам. Така да чувајте се за следната или понатаму. Астрономите, интересно, зашто се поклопува, значи астрономски се поклопува овој датум, 21.12.2012. Велат дека тогаш ќе се случи редок феномен, кој што се случува на секој 230 милиони години. Многу интересно како они баратаат лесно со милиони, со милиарди, да се чудеш. Именно феноменот е, сончевиот систем ќе се поклопи во еден ист правец со Млечниот пат и со други две галаксии. Знаете како често пати месечината и Земјата, Сонцето, па имате затемнување. Во овој случај сончевиот систем со Млечниот пат, значи целата таа галаксија, и уште други две галаксии. А пак геофизичарите велат дека поради тоа нешто може да дојде до промена на половите на нашата Земја и тоа да предизвика вистински хаос. Значи едноставно ќе се сменат половите на Земјата. Маите велат дека тогаш завршува еден циклус на Земјата, кој што циклус трае 26.000 години, и овие добро баратаат со илјадарки, и дека Земјата ќе влезе во некоја си шесто доба, кое што го нарекуваат уште и празно доба, и кое зависи исклучиво од, интересно е ова, исклучиво од креаторите на нашата цивилизација. Па да, се зависи исклучиво од креаторите на нашата цивилизација. Троица се. Некои предвидуваат, значи ова се, знаете, во Тимотеево, прво Тимотеево, тамо 4 глава, која беше, која што стои дека во последно време луѓето ќе ги одвратат ушите од вистината, а ќе слушаат бабски приказни, има во еден превод. Ова се меѓу другото повеќето од тие бабски приказни. Ова следнава, може би според мене е некоја така најможна варијанта, предвидуваат економска катаклизма. А може би веќе гледаме некои. Ако сакаат, они ќе има таква катаклизма, значи зависи како ќе ја склопат они во нивните планови. НАСА пак се плаши, значи очекуваат во 2012 и ова пак е поврзано со овој календар на маите, бурни процеси на Сонцето, значи огромни ерупции и експлозии,
кои што можат, значи, тие бранови, топлотни и енергетски, кои што ќе стигнат на земјата, да предизвикаат, значи, да едноставно означат крај на интернетот, ќе живееме како што сме живеели претходно без интернет. И крај на електричната енергија. Тоа ќе треба некој нов Никола Тесла да се раѓа за да, мислам, пак. И ова ќе значи војни, ова ќе значи војни, борби, хаос на земјата, за да едноставно се преживее. Зато што, замислете си го животот, тајде без интернет и така, ама без електрична енергија. А пак денешниот водач на мајите или на нивните да, вели дека нема врска дека крајот на светот ќе се случи 21.12. Туку дека тоа е само една измислица на Западот. Тој вели дека тоа ќе биде крај само на еден голем циклус на развојот на човештвото и тогаш ќе значи земјата ќе премине, човештвото ќе премине во една нова енергетска состојба, кога човештвото ќе се тестира дали е подготвено за да премине во нова епоха од својот развој. А тоа тестирање би траело до 2053 година. Че ова се тие бабски приказни, кои што вака ми беа интересни да ги споделам, инаку воопшто наша тема не е тоа, нити пак да се занимаваме со бабски приказни. Наша тема е Библијата, вистината. И да видиме сега како ние ги сведовме сметките од 2011. Дали некому му должиме или пак нам ни должат? Ете, денеска има должишка криза. Мнозина се должни некому. Видите што вели Павле во Римјаните 13 глава, 7 и 8 стих. 13 глава од Римјаните 7 и 8 стих. Овој стих се сеќаваме, стоеше закачен на дидот тамо негде под часовникот и тоа го стави Ванче на Савка. Се сеќавам. Тоа е стихот кој што гласи вака, односно два стиха се овде. Римјаните 13 глава 7 и 8 стих. Дајте му секому она што му сте должни. На УЈП, на сите тие, нели, што ги спомнавме. Кому данок? Данок. Кому царина? Царина. Сепак, нели, ние сме граѓани на наша Македонија. Кому страв? Страв. Кому чест? Чест. И се 8 стих. Не должете му никому ништо, освен да се љубите еден друг, зашто кој го љуби другиот го исполнува законот. Значи, не должете му никому ништо, ама она што секојаш сме му должни на другиот е да го љубиме. Тоа секојаш да го имаме на ум. Секојаш сме должни да го љубиме ближниот. Тоа е исполнување на законот. Значи, ако имаме некој долг, да го подмиреме во 2012 да должиме само љубов. 15 глава Римјаните. Од први стих. Ние силните должни сме да ги носиме слабостите на слабите. А да не си угодуваме самите на себе си. Секој од нас нека му угодува на ближниот во негова полза, за добро, зашто ни Христос не си угодуваше сам на себе си. Христос не дојде да му служат, туку да служи, вели еден друг стих. Тоа нека биде 2012 за нас. Нека биде еден нов почеток. Знаете, секоја една нова година треба да означува нов почеток. 1 Јованово 3.16. Значи не Јован 3.16, 1 Јованово 3.16. По тоа ја познавме љубовта што тој го положи својот живот за нас. И ние сме должни, вели, да ги положиме своите животи за браката. Тоа е она што може да го произведе вистинската љубов. Должни да се љубиме, па дури и да го положиме својот живот, ако треба, за ближните. Сега ги сведуваме сметките и треба, ова е една порака за 2012. Како било, како не треба да биде, како може би не е било, а како треба да биде. Друга работа, како што кажав, кај сведување на сметките, да видиме што сме добиле, а што сме изгубиле.
Еве го повторно Павле во Филипјаните 3 глава. Ова се подудара малку со денешната тема. 4 стих, иако и јас можам да се доверам на телото, можем да се фалам со телото, како и секој од вас, вели. Ако некој друг мисли дека може да се надева на телото, тоа јас уште повеќе. И ви кажува зошто. Обрезан сум во 8-миот ден. Од Израелевиот род сум, од Венјаминовото племе, еврин од евреите, по закон фарисеи, по ревност гонител на црквата. По правдата на законот бев безпрекорен. Значи можете да кажете, адвентиста на адвентистите сум. Роден сум во адвентистичко семејство. Крстен, да. Тогаш и тогаш. Но, да, што придобивка е тоа? Павле вели, во суштина јас и сега се сметам за загуба. Шо ти сум адвентиста, шо ти потекнам адвентистичко семејство, шо ти сум крстен. Се е тоа загуба заради преважното познавање на Христа Исуса, мојот Господ, заради кого изгубив се и се сметам за отпад, за да го придобиам Христа, вели, и да се најдам во Него, немајќи своја правда која доаѓа од законот, туку по правдата која доаѓа преку верата на Христа, правдата од Бога врз основа на верата. Е оправдување со вера. Нека изгубиме се, како што ќе каже се тролица некој, и куќа, и не знам што, ама да не го изгубиме Христа. Ова е најголемата придобивка. Ако не сме го добиле Христи, и ако не сме сметале се за отпад во 2011, тоа 2012, нека не биде така. Се е за џабе ако немаме Христа. Тоа е најголемата придобивка. И видите сега, од 12 стих, ќе се задржаме тука повеќе на овие неколку стиха, кои што се еден многу убав совет на Павле за нов почеток. Еве, ќе влеземе од утре, односно од вечерва. Вечерва, Јани, веројатно прв одговорници ќе ви честите нова година. Мислам, официјално баш со влегувањето, онака библиски, иако знаеме дека тоа е пагански датум, мислам, кој го одредил 1. јануари дека е. Ама ете, се водиме по тој календар, и тоа е по григоријанскиот, нели? Како и да е, рековме 12 стих. Не велам дека веќе го достигнав или дека веќе дојдов до совршенството, туку настојувам да го достигнам, зашто и мене Христос ме достигна. И сега внимавајте, браќа, јас уште не мислам дека го достигнав. И никогаш вистинскиот христијанин ќе рече, нема да рече дека го достигнав. Ние ќе растеме во сета вечност и на небото. Но сепак правам едно, еве што сите ние треба да направиме. Прекрасен совет. Еве што прави Павле. Го заборавам она што е зад мене. Забравете 2011. И се што било во 2011. Тоа е едно, значи. Второ, се стремам кон она што е пред мене. Трчам кон целта за наградата на горното призвание од Бога во Христа Исуса. Ке се задржаме малку повеќе овде. Значи, направо сме на една нова година, по многу нешта и по многу и бабски, не знам какви приказни, се неизвестна, односно, ќе се сложиме сите, па ние не знаеме ни утре што ќе биде. Значи, Господ е тој кој што знае. Во секој случај неизвестна. Дали ќе излеземе како победници? Павле вели, едно правам, заборавам што е зад мене. Знаете, Бог ни дал на сите нас меморија. И за жал, често пати го памтиме она што не треба да го памтиме, а од друга страна го забораваме по она што не треба да го забораваме. Денеска голем процент од светската популација, иако Бог запишал единствено во 4-та заповед, помни го 7-миот ден, ти го има тотално заборавен. А помнаат Божики, не знам ова, не знам тоа, не знам 300 други работи, кои што еве кај нас стана и официјално празници. Или да се префрлиме на наше тло. Вели Библијата во 1 Коринќаните 13 глава. Љубовта не држи зло. А ние
Тоа што не треба да го памтиме, ќе го памтиме. Овој ми сгреши, ова ми направи, тоа ми кажа, она ми кажа. Не, Павле вика, јас го заборавам тоа што е зад мене. Заборавете го тоа. Каде ќе ве одведе сето тоа? Еве да си помислиме. Ме навредил некој, не знам, ми кажал ова, ми кажал тоа. И што со тоа? Да, никаква корист. Павле, самиот Павле имал многу причини да му се предаде на своето минато. Знаете, тој бил прогонуваш на црквата, апсел христијани. И сето тоа минато, ако го прогонувало, таа вина, тој немаше да биде оној Павле кој што го знаеме. Таков мисионер, таков проповедник на Евангелието, на оправдување со вера. Значи да го заборавиме минатото, да не дозволиме да минатото ни стои над глава. Без оглед какво и да е. Нова година, нов почеток. Нова страница. Знаете, и сите фирми, не знам, сите отварят нова страница. Нова година, нова страници, нови сметки, нови рачуни и така натаму и така натаму. Така и ние. Знаете, гревовите од минатото парализираат, буквално парализираат. Може би ќе се сетите на многу неуспеси, сте паднале често пати на некоја ваша слабост. Знаете што вели Библијата во Пословици 24.16, не мора да отварате. Пословици 24.16 вели, праведникот и 7 пати ќе падне. Ама успехот е во тоа што не останува таму доле каде што е. Ќе стане, пак станува. А лошото е ако е паднете и ако станете. Заборавете на вашите неуспеси. Сетете се на Христа. Гледайте напред. Гледайте на крстот. Зборувавме денеска за крстот повторно. Знаете, Бог, што кажал? Не знам каков грев да сте направиле. Што кажал Бог? Кога ќе ви го прости гревот, веќе не се сеќава на него. Че нема никаква корист, нити пак причина да влечеме некоја вина со себе, заради нешто што сме го сторили во 2011, затоа што нашиот Господ е голем, и ако сме му го предале гревот, ако сме се покајале, тогаш рачунајте дека е заборавено. Фрлено тамо во морските длабочини, кај што никој нити го гледа, нити го сеќава. Еве да отвориме во Исаија 43 глава. Исаија 43. Да се сетиме на пустината. Израелците во пустината и ние на некој начин патуваме, ни става пустина кон хананската земја. Значи Исаија 43, 18 и 19. Еве што советува Бог. Не спомнувајте си, 18 и 19 стих, значи, не спомнувајте си за она што се збидна. Не мислете за она што помина. Еве правам нешто ново. Нашиот Бог е Бог на нови почетоци. Веќе се појавува. Зар не забележувате? Да, ќе направам пат во пустината и патека во безводна земја. Пат, асфалт, за да стигнете до целта. И низ пустината, и низ не знам каква мака и проблем. Нашиот Бог е Бог на нови почетоци. Заборавете го оно што било. Не дозволувате да минатото ве влече. Имаше една мудрост, не знам колку ќе се сетам, а меѓутоа ако мислите на тоа, на минатото, тоа и сегашноста ќе си ја расипете, па да не зборуваме за инината. Втора работа, што кажа Павле? Значи во Филипјаните. Прво рече, и тоа веќе го поминавме, правовено го заборавам она што е зад мене. И тоа не е само тоа. Се стремам кон она што е пред мене. Трчам кон целта. Значи, замисли се една трка. Не знам, јас ќе кажам, јас се крштав 97-ма и почнав да трчам, да се изразам така. 2011-та, одnosno 97-ма беше пред 14 години.
Сега сме 14 години подалеку или поблизу до целта? Поблизу, нормално. Тркачот кога трча и кога се доближува до целта, побрзо трча, повеќе напор дава, така да кажем, или? Па нормално, ако сакате да стигнете до целта, колку сте поблизу, треба појако да трчате. Павле вели, стремете се кон целта, значи кон она што е пред вас. Се стремам кон она што е пред мене, трчам кон целта за наградата на горното призвание од Бога во Христа Исуса. Нормално сето тоа не го добиме како дар, меѓутоа има една многу убава поука овде. Павле не дремел, Павле работел, покрај тоа што правил шатори, проповедал, но сака да каже, покрај сето тоа едно нешто треба да ви е приоритет, треба да правите разлика. Што е најважно? Која ви е целта? Кажав, светот и луѓето од светот имаат други своји цели. Ние има една единствена цел. На него му било Царството Небесно, главна цел. Ја мислам дека и на нас треба да не биде. Мате 6.33 што вели? Најнапред барете го Царството Небесно и неговата правда. А за останатото, оставете на мене, јас ќе се погрижам. Овој пример може би сте го слушнали, ама згоден е вака за оваа прилика да, значи, кога зборуваме за приоритет. Некој си експерт им предавал на студенти по бизнис за менаџирање на време. Изела една така поголема тегла и ја наполнил со така најголемите камења што ги имал. И прашал студентите, што мислите, дали теглава е пуна? Е полна. Рекле, да, полна е. Рекол, не е полна. И потоа зел посетни каменчиња, као ризла нешто такво, нели? Посетни каменчиња, пак догоре. Нормално, меѓу поголемите камења, знаете. Дали сега е полна теглата? Сега веќе малку од учени од предходно рекле, па веројатно не е. Сипал песок. После тоа дури и вода додал, за да нема веќе што да собере. Што сака да каже и кој е наробучените, поентата на овој пример? Значи, ако не ги ставите најнапред најголемите камења, нема воопшто никогаш да можете да ги ставите просто. Значи, треба да заборавиме што е зад нас, да заборавиме на секоја увреда, да заборавиме на неуспесите, да заборавиме на падовите и да се стремиме кон она што е пред нас, кон целта, а нашата цел е Царството Небесно. И забележете што вели Павле. Павле не вели ќе правам едно, па ќе видам дали ќе правам едно. Не, туку вели правам едно. Денешнината, сегашноста треба да биде активна. Знаете, љубовта, односно, која вера е делотворна? Она која што работи преку љубовта. Действува преку љубовта. Верата е жива. Може да биде неактивна. Значи, правам едно, активен сум денес. Често пати знаеме да кажеме, па, ќе видам јас еден ден, ќе го сторам тоа, ќе почнам со тоа. Ќе размислам. Еден ден, ќе почнам, може. Тој ден, може би, никош нема да дојде. Една зборувавме, кога ќе ослушнете осведочувањето, кога ќе опримите осведочувањето од Светиот Дух, и ако не го прифатите, кој ви гарантира на вас дека утре или задутре ќе го прифатите тоа осведочување? Може би ќе ви треба, значи, како што се изрази во една прилика, мислам и Ајвор Меев со неговата тема за музиката, може би уште посилна проповед, уште поголемо осведочување за да бидете осведочени. Така да, затоа е итноста. Денес е денот на спасението, не е утре. Затоа вели Павле, правам едно, денеска, сега. Елен Вајд вели во еден свој цитат, знаете, не 2012-2021, нели поминаа и два датуми во 2011, кој што Харол Кемпинг ги предвидуваше како крај на светот.
Елен Вајд вели дека секој ден треба да го живееме како да ни е последен. Не треба да се занимаваме ние со што користи од тоа, ако јас сега знам со сигурност дека 21.12 е последниот ден. И се подготваме јас до тогаш, ако денеска не сум спремен. Значи, секој ден треба да го живееме како последен да ни е. Замислите си го Павле, го пишува токму ова послание до филипјаните од затвор. Он во затворот не чмајал таму. Работел и таму, работел за спасение на души. Пишувал посланија, неколку се напишани токму од затворот. Меѓу кои ова до филипјаните. Затоа вели права медно. А што е тоа што треба да го правиме, посебно кога знаеме дека живееме навистина во последно време? Не дека е 2012, односно ќе настапи, туку знаеме дека живееме во последно време. Според сите знаци, Ефесијаните 5 глава, у 15 стих, вели така внимавајте грижливо како живеете. Не како не мудри, туку како мудри. Искупувајте го времето, зашто дните се зли. Што значи ова? Неколку пати сум кажал, пак ќе кажам. Оставете го минатото, работете во сегашноста, надевајте се на едината, затоа што е светла за секој од нас. Не губете време по минати нешта. Не знам, некој пак ќе кажаме навредил, не знам ова, тоа, па сум луд, па не дојдем црква или не знам што. Тоа е губење на време. Ние живееме во последно време, кај што Павле не советува повторно Ефесијаните, значи, да бидеме мудри. Нема никаква мудрост во тоа ја да се занимавам со тугиот живот. Ние знаеме дека живееме во времето на Јом Кипур, кога самите секој од нас треба да ја испитуваме својата душа и да ги смируваме нашите души. Се друго е губење на време, дали сваќаме или не. Ние треба да го искупуваме времето, затоа што дните се зли, ние не знаеме кога. Прво не знаеме дали до утре ќе бидеме живи. Затоа пак ќе кажам, треба да го живееме секој ден како да не е после. Затоа не бидете неразумни, туку разберете што е Господова волја. И не се пијанете со вино во кое е разузданоста, туку полнете се со духот. Вечерва и лјадници ќе се напијанат, ќе се наполнат со вино. И тоа ние треба да бидеме мудри и во најлудата ноќ да останеме мудри и да се полнеме со Дух Свети. И не се пијанете со вино. Добро, 19 стих. Зборувајте се еден на друг со псалми, со химни, со духовни песни. Храбрете се, бодрете се. Пејте му на Господи, воспевајте го во вашите срца. Возвеличувајте го Господа. Благодарите му секој за се на Бога и Таткото. Во името на нашиот Господ Исус Христос. Покорувајте се еден на друг во страв од Христа. Бидете понизни. Не се возвеличувате еден на друг. Или Римјаните 13 глава. Еве што треба да правиме, еве како треба да живееме во 2012. Ако тоа сме го испуштиле во 2011, еве убав совет. Римјаните 13 глава од 8 стих. Не должете му никому ништо, повторуваме овој стих од претходно, освен да се љубите еден друг, зашто кој го љуби, другиот го исполнува законот. 10 стих. Љубовта не му прави зло на ближниот и така љубовта исполнува и на законот. 11. И правете го тоа затоа што го знаете времето во кое што сме. Зошто веќе е време да се разбудите од сонот. Зошто сега спасението ни е поблизу, еве ова што го зборувавме, отколку кога поверувавме. 2012 уште поблизу ни е спасението. А знаете, често пати знаеме да многу работи да не дефокусираат од трката на која што трчаме и да забавиме, па да дури да се измориме и да речеме дури па ја уште од дете го чекам Христа, па уште не дошол. Не, па добро во ред, ние го чекаме сите Христа, ама дали тогаш бил поблизу или сега е поблизу? Па нормално. Ноќта помина, а денот наближи, затоа да ги отфрлиме делата на темнината и да се облечеме во оружјето на светлината. Да одиме пристојно, како дење, не во гозби и пијанки, не во блуд и страстолюбие, не во преприки и зависти.
Од овие работи вечерва ќе има еден куп. Туку облечете се во вашиот Господ, нашиот Господ Исус Христос и не мислете како да ги задоволите похотите на телото. Тоа е животот кој што треба да живее. Значи, Павле вели, правам едно, денеска го правам тоа, не утре. Феликс мислел, му рекол на Павле, знаеш што, тој друг ден, тоа ќе бидам расположен да те слушам. Никогаш не му дошол тој ден. Псалм 119:60. Побрзав и не се двоумам да ги чувам Твоите заповеди. Со други зборови, побрзав и не се двоумам да ја творам Твојата волја. Не утре, не задутре, денеска треба да го правам тоа едно, да се стремам кон целта, да го заборавам минатото. Или еве Псалм 90, 12 стих. 90 Псалм, 12 стих. Се извинувам. Научине да ги броиме нашите дни. Зошто? На кој начин? Да го искупуваме времето, да придобиеме мудро срце. Времето е кратко. Времето е за подготовка. И тоа итна подготовка. Еве на крајот ќе завршим овој цитат од Елен Вајт. Вели уште една нова година ги отвора своите чисти и неиспишани страници. Значи, еве, од вечерва пред тебе. Ангелот записничар стои спремен да запишува. Од патот по кој што ќе тргнеш во иднината, остај го минатото, па ќе кажем. Заборави се, нова страница се отвора, нова година. Од тој пат по кој што ќе тргнеш во иднината и од твоите секојдневни постапки зависи што ќе биде запишано. Во деновите кои што се пред тебе, својот живот можеш да го направиш добар или лош. И воглавном од тебе ќе зависи дали годината во која што туку влеговме, односно во која што туку ќе влеземе, ќе биде за тебе среќна нова година. Вечерва милиони луѓе на оваа планета ќе си честитаат нова година. И тоа од нашите одлуки зависи дали таа ќе биде среќна или не. Да, Господ е тука, да, Господ не води ми тоа. Што ако јас не сакам да ја творам неговата волја? Сакам да си творам моја волја. Епа, нема да заборавам. Ке држам зло. И ке си ја пеам онаа од Бело дугме, заборави ако можеш. Па да. Често пати сме такви. Павле вели, заборавете што е зад вас. Стремете се кон оно што е пред вас. До тебе е да ја направиш навистина срекна и за себе, ама не само за себе, туку и за оние кои што те обкружуваат. Нова година, нов почеток. Јас мислам дека Павле има многу убави совети за нас и верувам дека треба да ги послушаме овие совети, да тргнеме во еден нов почеток. Да заборавиме што било. И сигурно дека ќе ни биде и срекна новата година, и многу подуховни ќе бидеме, многу поблизу до Бога, и се ќе биде во ред. Нека му е слава на Бога за сите овие прекрасни совети. Амин.